Почитувани граѓани, денеска ќе ви соопштам за колку милиони евра ваши пари на граѓаните на Македонија, Никола Груевски не се симнува од екраните на телевизиите Сител, Канал 5 и Алфа. Само во Сител, Канал 5 и Алфа по последните 3 години завршиле 13 милиони евра, над 846 милиони денари. Ова е официјалниот документ за трансферите на пари што ги правела владата кон трите телевизии под нивна контрола по последните 3 години. Погледнете го графиконот. Сител на Горан Иванов Дзинго добила над 5 милиони евра. По Канал 5 на Емил Стојменов влегле речиси 4 милиони евра. Во Алфа владата на Груевски внела над 4 милиони евра. Во Сител, Канал 5 и Алфа само во 3 години завршиле 13 милиони евра народни пари. За споредба, владата за истиот период од 3 години за реклами префрлила на телевизијата Алсатем околу 200.000 евра, а на Телма само 160.000 евра. Тоа е 35 пати помалку во однос на парите префрлени на трите телевизии под контрола. Сега е јасно зошто се во скутот на Груевски власт Дзинго и уредниците на Сител начело со главниот и одговорен уредник Драган Павловиќ Латас, Стојменов и уредниците на ТВ Канал 5 начело со Лидија Богатинова, Јевросимовиќ и уредниците во Алфа начело со Коле Чашуле. Зошто овие телевизии 10 години ги лажат граѓаните наместо да ја соопштат вистината? Зошто ги трујат граѓаните со виртуелна реалност што не постои, додека речиси пола Македонија се исели, а мнозинството од неиселените живеат во незапаметена сиромашија до сега? Јасно е зошто овие три телевизии ги масакрираат и демонизираат опозицијата, демократската јавност во земјата и секој кој ќе се обиде да мисли поинаку. Никола Груевски ги корумпира Сител, Канал 5 и Алфа со пари на народот. Молкот на Сител, Канал 5 и Алфа за катастрофалните состојби во државата е платен со вртоглави милионски суми. Сега е уште појасно зошто до денеска точно 50 дена молчат Курир, Република, Радио Слободна Европа, Македонија се извинувам, од каде им се милионските евра на нивните сметки, а молчат институциите. Сите овие медиуми молчат за реалноста, а измислуваат, креираат, монтираат, сечат и лепат вести за двоецот Груевски Мјалков, што ги плаќаат со народни пари. Еве затоа Никола Груевски не сака да се договори за објективни медиуми, бидејќи нема да може да нарачува прилози, да се слика пред триумфални капи, очајно и безобразно да лаже, а тоа да се врти по цел ден на телевизиските програми. Почитувани граѓани, ова што досега го соопштив е една од причините зошто без да се обезбедат услови за објективно известување во медиумите не се можни фер и регуларен предизборен и изборен процес. Затоа без медиумска регулација избори нема да има. Доаѓа демократска Македонија и назад нема. Новата влада во Македонија што ќе ја предводи СРСМ ќе овозможи непристрасно и објективно информирање на граѓаните, бидејќи само вистински информирани граѓани може слободно да носат одлуки за иднината на својата држава.